Не е само до власта, мислеа ма немој. А како мислеа пред изборите дека тоа може да го променат, па да го ветуваат кај граѓаните? Па уште мислат. Тие се убедени дека можат, да. Ако мислат, само велат да чекаме. А што да чекаме? Со добиеме гаранции. Со чекање не се решаваат работите. Ако нешто не чини, треба да го смените. Јас ако ве критикувам за одреден ваш став и така натаму дека вие сте подпишале некаков штетен договор, а јас после 2 години тој договор не го раскинувам. Одговорноста веќе е кај мене, не е кај вас. Тоа сакам да ви го кажам. Да, но... Значи не можете вие да кажете пред македонските граѓани. Не е тоа документ само наш. Да, тоа е одлука на Европска унија, ние ако А пред изборите само наш беше документот. За не пред изборите не мислеате ја дека тој меѓународен договор кој што пред избори се зборува. А не е точно тоа. Или ќе градиме демократски капацитет на државата во која што тоа што ќе го зборувате пред избори ќе го реализирате. Најлесно ќе беше да имаше консензус за ова прашање и да нема партиски препукување политички, но оставете, значи очигледно 2/3 не може без ВМРО да помине. Дали може да се обедини државава да има консензус околу тоа, да се направат уставните измени ако се добијат некакви гаранции? Ја чекам предлог од ВМРО да помине. А зошто вие па сметате дека 2/3 може со СДСМ? Ајде да го видиме предлогот на ВМРО да помине кој е.